Ниту бизнисменот Сеат Кочан, ниту неговата одбрана не се известени за одлуката на Кривичниот совет за определување мерка притвор. Адвокатот Никола Додевски вели дека информацијата ја прочитале во медиумите, бидејќи решението не е доставено и не е објавено на официјалната страница на Кривичан. Крајно невообичаено на обвинетиот и на одбраната да не се даде решение, а да се даде на медиумите информација, но не од судот, бидејќи судот дава информации на веб страната, званични за тоа што се случува. Кој ја дал информацијата, можеби вие можете ми помогнете да ми објасните, но на одбраната и на обвинетиот мора најнапред да им се достави. Додека не се достави решение на обвинет, на одбрана, Сеат Кочан е слободен граѓанин на оваа држава и може да си ги обавува сите своји активности. За разлика од одбраната пак, специјалното обвинителство е информирано за одлуката на Кривичниот совет, но решението не им е доставено ниту на нив. Катица Јанева потврди дека информацијата ја добила лично од судиката, која ја уважи жалбата за определување притвор на Сеат Кочан, осомничен во последната истрага на СЈО. Да, известени сме, но решението не сум го видела. Не знам ни дали е примено од наша страна. Бевме известени од судиката дека денес ќе биде доставено, не беше доставено пред да тргнеме тука во судот. Од телевизија Нова, која е во собственост на Сеат Кочан, во редакцијски коментар вела дека за одлуката за притвор не постојат правни образложенија, туку политичка мотивираност. Преку специјалното обвинителство, СДСМ се пресметува со медиумите кои не се под директна контрола на Бихачка. Освен немањето на правен основ, ова може слободно да се толкува како атак на СЈО против медиумите, бидејќи меѓу другото Кочан е сопственик и на телевизијата ТВ Нова, преку што се сака да се изврши политичко влијание и порака на СДСМ преку СЈО до медиумите, пишува ТВ Нова. Со одлуката за притвор на Сеат Кочан исто така се врши и директен удар врз бошњачката заедница во земјава, смета Зекир Рамчиловиќ. Според председателот на партијата на бошњаците, во моментов се спроведува добро осмислено сценарио за дефокусирање на јавностот при фаќањето на тиранската платформа. Кочан е председател на Сдруженијето на бошњаците во Македонија и долгогодишен застапник и поборник за нивните права, заедница која јавно ја осуди платформата на СДСМ и ДУИ, која е основ на нивниот коалициски договор. Ставовите на Сдруженијето се дека Македонија треба да биде мултиетничка, мултикултурна, унитарна држава. И на овој начин некако мислам дека се прави и притисок врз бошњачката заедница. Особено мислам работата на специјалното јавно обвинителство навистина мора да се преиспита и мора да се стави крај на овие нарачани, да ги кажам, нарачани обвиненија. Судија на претходна постапка минатата недела го одби барањето на СЈО за определување мерка притвор за првоосомничениот во нивната истрага Труст, додека пак дел од медиумите вчера објавија дека Кривичниот совет ја прифатил жалбата на обвинителството на Јанева. Одбраната има можност во следниот период оваа одлука да ја обжали пред апелација.